Јас уживам да работам, едноставно мозокот ми се релаксира. Се насочувам кон сликата, си бројам колку од прилика треба да поставам метални парченца од едната па од другата страна. Можеби малци да одлутам доколку е едноставен дел што треба да го пополнам со мислите, меѓутоа многу релаксира. Можам да кажам дека е многу смирувачка работа и релаксирачка. Ваква оддишка од секојдневието нашла во своето хоби Кети Мавропулу. По образование е историчар на уметност која заедно со својот сопруг Христо веќе 12 години изработува слики со несекојдневна техника. Преку спојот на рециклиран метален материјал и дрвената основа, таа досега изработила над 700 креации, представувајќи ги познатите македонски мозаици од Хераклеја и Стоби, како и останатите артефакти откриени во Македонија. Со редењето на ситни метални парчиња, нејзините слики представуваат мали метални мозаици. Од неодамна, со оваа техника таа изработува и реплики на икони кои се наоѓаат по нашите цркви. Нејзината наобразба како историчар на уметност, како и трпението и желбата да создаде нешто креативно се водилките кои ја водат низ задоволувањето на собствениот уметнички порив, која таа кај себе го препознала уште од најмали нозе. Од секогаш ми сакала уметноста, уште од малецка. Се издвојував од останатите дечиња, по тоа што поубаво цртав и сакав да цртам. Некои, например, напорно им беше да седат час по ликовно, јас тој ми беше час за... го обожавав, значи ми беше час за релаксација. Во гените, најверојатно, ете, мојата фамилија си има една уметничка жичка која што се провлекува со генерации. Јас неодамна спомнав за еден мој дедо, значи тоа е дедо, чичко на мојот татко, кој што бил само скулптор. И јас исто ја делам пасијата кон скулптурата повеќе, меѓутоа генерално уметноста ми е она нешто што навистина ме бутка во животот и ми дава потик за било што ќе започнам да работам. Реков, ми се провлекува низ генерациите, дури и моите деца се талентирани за уметност, значи тоа е многу јак ген кој што ќе си се надевам, ќе си наоѓа и понатака во другите генерации простор. Јас сум многу задоволна или среќна, како да кажам, што сум уметнички надарена. Не знам како би функционирала без уметност, без креативност. Креативноста многу ми помага и во работата со сликите кои што ги работам. Тоа е моje хоби веќе 10 години. Почетоците се, значи, можеби порано, можеби пред 12 години, меѓутоа генерално можам да кажам дека пред 10 години ние. Јас почнав да ги работам овие слики и почнав, значи, да ги споделувам со останатите луѓе надвор од моето семејство. Како историчар на уметност, таа е во непосреден контакт со уметноста. Со создавањето на нејзините дела, Кети вели дека може да премине и од другата страна на теоријата. Јас сум дипломиран историчар на уметност со археологија во тоа време кога дипломирав. Премногу ми помага образованието, затоа во кој смисол? Кога нешто сакам да представам, знам зашто е тоа така и зашто е се онака распоредено. Тука ми помага многу образованието, иако не знам, некако имам и чувство за тие работи. Многу лесно ми оди кога представувам орнамент или било каков да е, или, например, кога работам копија на мозаик или пак икона. Знаењето е потребно, да, меѓутоа и не знам, и она што е во себе, што го имам, најверојатно, талентот. Работам, започнав со апстрактни слики, кои што во подолг еден период ги работев. Ја сакам апстрактната уметност, иако скулптурата повеќе ми лежи. Имам омилен сликар, Димитар Кондовски ми е омилениот сликар од нашиве простори, па се гледа неговото влијание во она што го работам во апстрактните слики кои што ги правам. Потоа започнав да работам и геометриски орнаменти, византиски орнаменти, меѓутоа решив да се опробам и со
копии на мозаици наши. Имаме навистина прекрасни мозаици, меѓутоа тешко можам да ги представам со оваа техника која што ја работам. Она што успеав да го пренесам на материјалот, на даската на која што работам и го аплицирам овој метален материјал, мислам дека е успешно. Она што јас го издвоив како можно да се представи. Најпрвин започнала со декорирање на керамика, за подоцна да дојде до техниката која спонтано се родила и денес со неа ги создава креациите. Подоцна и нејзиниот сопруг се приклучил кон ова нејзино креативно патување. Пред 12 години дојдов до овој материјал, решив да пробам да направам нешто. Најдов едно парче, значи дрво, земав да работам икона, малце смешно искочи првиот мој обид, па затоа решив да работам, да декорирам керамика. Керамиката е тешка за работа со овој лепак кој што го користам за изработка на сликите. Тој е двокомпонентен и подолг период на сушење има и кога ја работев керамиката, некако ми требаше повеќе време дел по дел да го работам, па решив повторно да се вратам на даските. Ми требаше, значи, на плошна површина да работам. Тука имав многу идеи. Во прв момент, реков, почнав со абстрактните, па потоа отидоа на орнаменти, геометриски, византиски, па на мозаици, па понатака и на икони се опробав. Првите почетоци беа интересни, јас тие први мои слики кои што ги изработив, ги немам кај мене. Сестрата моја е колекционер, што се вика, на моите слики и она ги има во незината колекција, многу ми се драги, меѓутоа тие први почетоци со оние сега не може да се споредат, затоа што со текот на годините во работата ми се приклучи и мојот сопруг. Ние сме тим од идеја до реализација. Многу ми помогна како да ги работам. Исто така и неговото знаење од златарството исто така ми помогна многу, затоа што метнавме ние во нашите слики доста златарска техника на изработка, да кажам. И она што денеска го правиме со овие слики е она што јас навистина сакам да го прикажам на останатиот свет, надвор од моето семејство, да го споделам и мислам дека и добро проаѓа по овие 10 години. Сликите кои ги создава се специфични по материјалот за изработка, од кој дел е рециклиран метал, но и по техниката која е уникатна и несекојдневна, бидејќи вклучува спој на метал и дрво. Комбинирана техника, користам метал, користам монистра, користам бакарна жица. Сето тоа се аплицира на даска која што е обработена, јас така ја купувам, со различна димензија нормално, зависно од сликата. Она позадина која што останува зад металот ја бојам со восочна боја, која што ја нанесувам со топење. Тоа е една интересна боја која што ја нема кај нас, јас ја набавам од Англија. Имам човек кој што таму дојде во контакт со фабриката која што ги произведува и ми ги испраќа. И навистина мислам дека многу помага за оној ефект што јас сакам да го постигнам на сликата, дава некоја патина на старост, на злато боја, меѓутоа убаво се вклопува со материјалот. Користам материјал бакар, месинг, кој што е всушност остаток од процес на производство. Значи тоа се штанцови кои што остануваат и кога ги нанесувам на површината, значи буквално ги нанесувам парченце по парченце ги лепам. Она црно што се гледа во позадината на сликите, значи со што ја ги полнам декорациите, е метален гранулат кој што служи за пескарење стакло. И тој се нанесува многу тешко, парченце по парченце, значи зрнце по зрнце. Ние често знаеме да се шалиме со сопругот, користиме стоматолошки алат. Го набавуваме исто кај што го набавуваат и стоматолозите, тоа се сонди
кои што имаат магнетен врв за да можеме металниот гранулат да го нанесуваме на полесно, ни олеснува работата. Користиме пинцети, значи тоа ни е оној прецизен алат кој што ни е потребен за нанесување на материјалот. Комплетно сликата, од која ќе ја завршиме, заштитуваме со двокомпонентна смола, која што му дава заштита и некој посебен сјај на делото, на она што го изработуваме. Како историчар на уметноста, полесно ја препознава инспирацијата во веќе постоечките дела или пак во декорациите на црквите кај нас или останатите артефакти специфични за ова поднебје, изработувајќи нивни автентични реплики. За неколку мои орнаменти, например, ми послужиле и подни декорации на цркви. Дали се тоа српски, дали се тоа македонски, без разлика, ми привлекле внимание и сме ги представиле. Некогаш, например, и некој пријател, познаник ке не Загорицка ке ни побара нешто, зашто тоа не представите, па јас ке почнам да истражувам, значи тражам по литература. Процес, да. Одреден период, значи кога ќе тражам литература, кога ќе најдам некој мотив, потоа гледам дали може, например, да се представи со нашиот материјал. Многу е специфичен материјалот. Од кога ќе решам дека може да го работам, конкретно ето, например, за Стоби Паунот, долго време размислував, одбирам даска на која што ќе го представам мотивот, го цртам и потоа го одбираме материјалот. Многу е поедноставно кога ги работам апстрактните слики, затоа што тука ми е момент на инспирација и јас седнувам, цртам и работам. А овдека и копиите од мозаиците и иконите ги работиме подолго, посебно па иконите. Иконите се навистина нешто што не можеш да седнеш и да го сработиш одма, треба период. Се сеќам, например, го работевме Свети Лука за наш драг роднина во Србија, го поклонивме. Меѓутоа 6 месеци седеше скицата, даската исцртана, ние не знаевме како материјал да одбереме. Тогаш почнавме повеќе да експериментираме и со монистрата, за да добиеме колорит, боја во иконите, не може со овој материјал. Ја затоа и првата моја икона што ја направив со овој материјал беше многу едноставна, значи иконата бара боја. Незините слики за овие 12 години отпатувале на сите континенти. Тие ги красат зидовите на нашинците во странство, но и на странците кои често ги купуваат како сувенир од Македонија. На позадината на секоја слика има појаснување на мотивот и техниката на изработка. Нема континент каде што не се отидени. Знам дека има во Америка, за поклон мои пријатели однале премногу. Знам дека има Јапонија, дури за Азија, Австралија, да не збориме, Африка, значи секаде. А за Европа, секако во Европа, во периодот пред многу години, јас моите слики ги продавав во една галерија во Скопје. Таму ни отиде голем процент од тие 700 парчиња во продажба и тоа на странци. Странците, посебно Стоби Паунот, го обожава. Го купува, па банкнотата 10 денарката ја лепеа позади за да покажат ете автентичност. Значи доаѓаме од држава во која што ова е најфорсираниот мозаик и навистина прав не символ на државата, меѓутоа многу бав сувенир. Ја запознавте Кети Мавропулу, креативец која со изработката на вакви слики со техника која сама ја создала се обидува да ги преслика познатите уметнички мотиви и артефакти специфични за овие простори и да ги представи на светот. Најчесто како сувенир за спомен од патувањата на случајните или намерните патници кои пропатувале или престојувале во Македонија. Гледајте не и за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.